Нити е прв, а бога ми нема да биде нити последен пат да некој термин толку многу луѓето се почувствуваат комотни да го користат, да го употребуваат и кај што треба и кај што не треба. Ова особено важи за бизнес заедница, важи за некакви политичари, меѓутоа важи и за широка јавност. Последниве години покрај тоа што е екстремно многу, нели, е важна и се зборува и се спомнува, некако се чини дека претерано многу лесно, особено луѓето од бизнес заедницата почнаа да се расфрлаат со терминот дигитална трансформација. Не дека не треба да се употребува, не дека не треба да, нели, да знаат што значи и нормално да ја применуваат, меѓутоа имам чувство дека оние кафански муабети претерано многу често онака ноншалантно само кога ќе помислат дека технологија некаде треба да реши некој проблем и одма тоа за да звучи поинтересно и шменси, се вика дигитална трансформација. Мојата претпоставка е дека ова е така затоа што конечно широката јавност и бизнис и нели корисници всушност станаа одомаќинети, односно се навикнаа толку многу да употребуваат технологија, интернет, дигитална комуникација, да дигитална трансформација е толку нака лесно да ја примениш и да ја зборуваш и да звучиш нешто многу паметно. Но и покрај тоа што можеби е тренд, можеби глобално веќе замирува, односно изумира у толку честата употреба на дигитална трансформација. Можеби глобално ние сега почнуваме да зборуваме за Web 3.0, за NFTs и за некои други работи. Сепак сметам дека од бизнес гледна точка и од гледна точка на стратегија, развој, комуникација, особено и маркетинг, екстремно многу важно е сериозно и темелно да се пристапи на оваа тема. Темата секако е дигитална трансформација. И како што веќе реков во најавата која што ја пуштивме пред некој ден. Започнуваме со Комкаст, нова сезона, нови епизоди, 10, во кој што ќе зборуваме за дигитална трансформација. И јас веќе снимив неколку епизоди, да бидам искрен. Снимив епизоди кои што разговаравме со неколку луѓе кои што допреа еден многу интересен сегмент на дигитална трансформација. Но не можев да започнам директно со муабет. Морав да започнам со дефиниции. Мораме да ја отвориме темата, да ја поставиме, нели, рамката за да можеме после тоа едно по едно да ги дискутираме работите. И затоа се одлучив оваа прва епизода да разговараме за тоа што е дигитална трансформација. Овој серијал на Комкас, посветен комплетно на дигитална трансформација, е реализиран во партнерство со А1 Македонија, компанијата која што ја има најбрзата мобилна мрежа според мерењата на АЕК на цела територија на државата. Дефиниција има милион. Немам намера да читам претерано многу од нив. Ки читам две, едната е да речеме некаква школска, стандардна, која што е сеопфатна и која што би требало да функционира и важи од сега или од пред 5 години, 10 години па до крај. Меѓутоа, другата е она која што, да речеме, малце повеќе има апдейт, односно вклучува некакви промени во тоа како на почетокот се гледа на дигитална трансформација, а како до пред година, 2-3 можеби се гледа на дигитална трансформација. Да не заборавам. Темата стана екстремно многу актуелна затоа што во периодот кога влеговме во пандемија, всушност сите останавме дома, почнавме многу повеќе да користиме онлайн нарачки, дигитални алатки за комуникација, за состаноци, за работа и одеднаш сите се трансформиравме, односно мислиме дека дигитално се трансформиравме. Ајде ги видиме дефинициите прво. Едноставно кажано, дигитална трансформација представува процес на зголемена употреба на дигитални алатки и технологии од страна на една организација или компанија. Се со цел да се изврши некоја конкретна промена на внатрешните или надворешни процеси на функции на истата. И покрај тоа што нели фокусот е на технологија или алатки тука, дигитални алатки, сепак јас фокусот би го ставил на процес и на промена. И ќе дискутирам многу почесто во оваа епизода, а и во следните епизоди, дека технологијата не е таа која што е клучна. Затоа е неопходна, можеби е главен придвижувач на целата оваа трансформација, меѓутоа процесот и промената е она на која што треба да се фокусираме. Со тек на време, околу дигитална трансформација се закачија, се прикачија уште серија други такви баз зборови, односно трендовски зборови, како што се агилни методи на менаџирање, односно агилни компании и така натаму, меѓутоа многу тесно до дигитална трансформација се припои и терминот иновација. Иновацијата секој пат бил термин кој што ги плени многу луѓе, особено во бизнес заедницата, меѓутоа никогаш толку лесно не сме умееле да
ја издефинираме. Сите компании се нарекуваат себе иновативни по XY основи, меѓутоа многу ретко која во својата ДНА, во својот код го има, нели, втемелено принципот на иновирање, принципот на истражување. Сега, затоа што овие два термина се многу често тесно се поврзуваат тесно со дигитална трансформација, ќе кажам уште една дефиниција која што е на Профет, односно Altimeter Group, и која што е всушност ревидирање на прволичната дефиниција, откако веќе сме влезени во некоја втора, трета, четврта фаза на дигитализација, глобално сега зборувам. Дигитална трансформација представува континуирана потрага по иновативни и агилни бизнис и оперативни модели кои се придвижени благодарение на технологија, унапредени процеси, аналитики и развој на кадар, многу битна работа, се со цел креирање на нови вредности и искуства за потрошувачите, вработените и за сите засегнати страни на една организација или компанија. Морав да го исчитам ова за да не го сгрешам, затоа што зброите се тесно измерени. И овде фокусот повторно е на моментот дека имаме континуирана потрага, што во суштина е процес, меѓутоа ни се вмесени иновативни и агилни бизнис и оперативни модели. И тука е клучен момент. Всушност, ние го трансформираме бизнисот. Со дигитална трансформација не воведуваме технологија сама по себе, туку го трансформираме бизнис моделот. Бројни примери околу нас имаме во ситуација во кои што компании, благодарение на тоа, односно благодарение на тоа што не се адаптирале и не ги адаптирале своите бизнис модели, своето однесување кон потрошувачите, исчезнале, ги нема. И нели оние стандардни слайдови кои што кога се зборува за дигитална трансформација кои што ги зборуваме Fortune 500, односно топ 500 компаниите според магазинот Fortune во 70-тите години имале толку и толку нови компании. За толку и толку години половина од нив исчезнале. И тој период во кој се менуваат топ 500 компаниите, исчезнуваат од листата на Forbes најбогатите компании, всушност станува се пократок и пократок. И за очекување дека во следните години пола од тие што сега се на листата ќе ги нема. Буквално заради моментот на адаптација, заради моментот на трансформација која што треба да им овозможи на бизнисите да се адаптираат на новонастанатите ситуации, своите бизнис модели да ги прилагодат на новите потреби, новите очекувања од она што го бара пазарот. Затоа и оваа дефиниција ги зема овие работи предвид и она што е дополнително интересно, ми се допаѓа што вели унапредување на процесите. Ја воведуваме во дефиницијата аналитиката, ќе зборуваме за нејзе како еден од битен кадар, и клучниот момент, барем според мене, тоа е кадарот. Значи во оваа дефиниција за дигитална трансформација не е опходно ние да дискутираме за луѓето. И сега ако тргнеме да ги видиме кои се петте основни елементи, затоа што веќе ги спомнав, на дигитална трансформација, односно кои барем според книги, според теории, според искуства или оние богати големи консултантски куќи, ги наведуваат основните елементи потребни за дигитална трансформација. Значи не може да очекуваме една компанија да помине низ процес на дигитална трансформација ако не ги исполнува и не ги земе предвид овие 5 елементи. Веќе спомнав, број 1, луѓе. И тука не зборуваме само за луѓе вработени во компанијата, туку зборуваме за луѓе кои што се корисници, купувачи, кои што се клиенти и нормално секако зборуваме за луѓе кои што се вработени во самата компанија. Значи, вистинската промена не ја носи технологијата. Технологијата е само алатка, начин како всушност може да се реализира промената. Промената ја прават луѓето, промената ја прават процесите, оптимизација на овие процеси. За да ги оптимизираме процесите, вториот основен елемент ни се податоци. Сега тука стигаме до моментот диджитал, односно дигитална комуникација и дигитален бизнис, затоа што во дигиталната сфера имаме екстремно многу податоци. Секоја една трансакција, секој еден контакт, секој еден допир на корисникот со нашиот сервис, со нашата алатка, со нашата содржина, всушност остава некаква дигитална трага. И умешноста е да ги собереме овие податоци. Меѓутоа да не забегаме во непотребно само трупање на податоци. Ке имаме посебни епизоди за тоа, ќе зборуваме и за big data, ќе зборуваме и за аналитика и за како се употребуваат и како не треба да се употребуваат податоците. И покрај на мантрата дека собире се што можеш, ама тука го имаме сега и GDPR и други одредби кои што малце од малце дотера ред во тој свет. Податоците се вториот основен елемент за да можеме да имаме процес на дигитална трансформација.
Третиот основен елемент е аналитика. И сега веќе спомнав. Значи податоците ќе ги собереме, меѓутоа некој треба да им даде значење на тие податоци. Ако користите Facebook, ако ги гледате таму податоците, не се вика аналитика, туку се вика insights. Во англискиот јазик многу често кога одредени податоци имаат некакво бизнис значење, имаат некакво друго логично значење освен тоа дека се наредени бројки, всушност го добиваат своето име, го добиваат името на insights. Така да третиот основен дел, ајде да повторам што знаеш, ние аналитика, односно процес кој што вика дека мора да имаме воспоставен систем, рамка или некаков тип на методологија која што ќе ни ги претвори бројките во употребливи бизнис информации. Значи не само дека ќе имаме наредени бројки, туку дека ќе можеме со тие бројки всушност да донесеме реални бизнис одлуки. Каде треба да направиме промени, каде треба да се адаптираме, што функционира, што не функционира. Бројките како бројки не значат ништо друго освен кецови и нули. Четвртиот елемент, кој што можеби е вака да речеме општ, најочигледен, иако и другиве не се нешто вау, дека сега јас си открив нели Америка, меѓутоа четвртиот елемент ни е акција, односно преземање на реални активности. Ние можеме да зборуваме за дигитална трансформација од сабајле до вечер. Може да дискутираме колку сакаме да го направиме тоа, може да дискутираме колку нашата компанија е посветена на дигитална трансформација, на културата, на едно на друго, меѓутоа ако не преземеме конкретни чекори и конкретни активности во повеќе различни сектори. А ќе зборуваме понатаму и во другите епизоди и за корисничкото искуство, и за грижа за корисници, и за комуникација внатрешна, и за развој на кадар и така натаму. Значи, ако не преземеме конкретни акции, конкретни активности кои што би требало да бидат поставени на некаква временска рамка, тогаш ништо од нашата дигитална трансформација. И последниот елемент, иако технички не е баш последен, затоа што може да се види, да се анализира и како прв, е всушност резултати. Анализа на резултатите. Во дигиталниот свет ние цело време зборуваме дека се е во рамки во циклуси, значи не завршува еден процес. Цело време кога ние ќе ги видиме резултатите, всушност добиваме нови податоци, аплицираме нова аналитика, правиме нови инсайт за да донесеме нови одлуки за да ги подобриме, да го подобриме работењето. И тука имаме јајцето и кокошката финта. Дали завршува со резултатите или почнува новиот циклус, новиот процес на подобрување, на оптимизација, на адаптација на она што го работиме. Така да, ништо не правиме без овие 5 основни елементи. Да повторам уште еднаш. Имаме луѓе, податоци, аналитика, акција, односно активности и нормално резултати, односно мерење на резултатите. Мислам дека ќе повторувам неколку пати и низ другите епизоди и особено во оваа епизода, меѓутоа чувствувам некако потреба, особено што низ годините цело време ја искажуваме на разни места, дека треба да се повторува и се повторува, дека првата сериозна пречка кога зборуваме за дигитална трансформација, дека многу често лидери на овие процеси се луѓе кои што се технички кои што имаат техничка позиција, кои што веруваат длабоко дека клауд софтверот, не знам, овој софтвер, тој CRM или овој, не знам, ти си ваков e-commerce софтвер или решение е всушност она што е потребно за да се направи да се направи дигитална трансформација. Често овие процеси се предводени од различни технички дигитални решенија кои што веруваме дека магично ќе направат промена. Јас сум наспроти тоа верување. Значи јас верувам дека решенијата всушност се системски кои што ги менуваат процесите на комуникација, кои што ја менуваат културата внатре во самата компанија. Таа е таа која што ја прави вистинската дигитална трансформација ефективна и стварно да носи резултат. Решението технолошко е само начин како да се стигне до новиот бизнис модел. Овозможувач на новите, да речеме, податоци или анализи кои што може да ни олеснат некои од работите што порано можеби не сме ги знаеле, да ги земеме предвид и да донесеме нови бизнис одлуки. Една исклучително важна работа овде, ја спомнав веќе. Значи, окей, ајде да речеме дека сега ја тргнавме технологијата на страна. Не ја подценувам, да се разбереме, сите ние сме зависници од технологија и си ја има својата моќ. Меѓутоа, ја тргаме на страна како златно решение. Не, таа не е решение, таа е начин да стигнеме до решението. Она што е многу важно, а што многу често во голем број на сегменти гледаме дека во трансформација, во дигитална трансформација компаниите влегуваат без јасна цел. Значи, ако немаме јасна цел, ако не знаеме
точно на каде треба да се движиме, која е зацртаната, нели, ултимативна или крајна цел. Тогаш сама заради себе дигиталната трансформација нема да донесе резултат. Ако ние се дигитализираме, ако ние ги гледаме да ги промениме процесите или начините на производство и да понудиме различни услуги во самата компанија, без при тоа да знаеме јасно кон што целиме, тогаш ќе се дигитално трансформираме, меѓутоа на крај нема да знаеме кај да фатиме и не е тоа гаранција дека нашиот бизнис ќе успее. Затоа е многу важно да се приоритизира искуството на самиот корисник и искуството на вработените наспроти самото по себе, нели, као чеке сега ние ќе се фокусираме на дигитална трансформација, се ќе дигитализираме и одеднаш магично сите ние ќе бидеме различни. Отпор има секаде. Отпор е нормално да има кај луѓето во повеќе сегменти, особено кога се соочуваат со некакви промени. Дигиталната трансформација всушност значи промена, и тоа сериозна, континуирана промена. Дигиталната трансформација всушност представува подготовка за нов начин на функционирање кој што подразбира континуирана промена. Една од причините зошто јас лично пред многу години одлучив дека ќе се занимавам со дигитални медиуми или нови медиуми, беше всушност и тој момент дека континуирано има новини, континуирано нешто се менува и мене ме држи онака како да бидам фокусиран, да се образувам дополнително, да читам, да следам, да ги анализирам навиките на корисниците и цело време имам нови предизвици и нови возбуди. Тоа сега се случува и за бизнис управувањето и за бизнис компаниите, односно за компаниите. Тоа значи дека начинот на кој што компаниите денеска треба да се научат да функционираат е начин кој што ќе им дозволи брзо и лесно да се адаптираат на промените. А сега под влијание на дигиталниот развој и на дигиталните, да речеме, геджети, култура, комуникација и така натаму, промените се случуваат енормно брзо. Ако ние како компанија не се подготвиме за тие промени, не подготвиме екипа, терен, луѓе, мајндсет, значи став во главата дека треба брзо да се реагира, дека треба да се, биде храбар во тоа, тогаш џабе сме ние употребиле еден куп книги и рамки и методологии за да станеме дигитално трансформирана компанија, ако всушност ние не сме промениле културата на самото однесување внатре. Значи да повториме, дигиталната трансформација подразбира промена на начинот на размислување од така наречениот business as usual во начинот на размислување кој што вика промената е константна. Ние треба да се соочиме со нејзи. И уште една многу битна работа. Значи целта на дигиталната трансформација не е сама по себе да бидете вие многу поддигитални, односно не е да вашата компанија биде дигитална, да отвори нови канали на продажба, можеби на e-commerce и така натаму. Целта е да генерира повеќе профит, да има повеќе раст. Целта е да не изумира. Целта не е да отвори само уште еден канал на продажба или грижа на корисници, туку да го унапреди своето работење и да се постави на патека која што ќе овозможи сериозен раст. Постојат многу повеќе, да речеме, различни поделби, согледувања, групирања на тоа во колку различни фази може да се наоѓа една компанија во процесот на дигитална трансформација. Значи од нулта, да речеме, до нека као фул и комплетно трансформирана компанија. И покрај тоа што постојат еден куп различни такви рамки, јас земав една која што ќе ја пренесам, таа има 6, подразбира 6 чекори. Може да има и 4, може да има и 7, не сите горе доле се слични и исти. Важно е да ги посведочиме само чекорите, фазите и да размислите дали можеби во моментов вие заработите или управувате со компанија која што е во некоја од овие фази. Односно во било кој случај ќе биде во некоја од овие фази, затоа што дури да не сте почнале да се трансформирате, но фазата број 1 не е статус кво фаза. Односно фазата во која што вашиот бизнис функционира традиционално како што се функционирал пред 3, 4, 5, 10 години, како што го почнал вашиот, не знам, татко, баба, дедо, кој да е. Не бираме. И тука нема никаква промена. Значи тоа е прва почетна, да ја наречеме, нулта фаза. Следната фаза е ситуација, фаза во која што имате неорганизирани обиди, значи спорадични, во кои што се обидувате да употребите некоја технологија, се обидувате некој процес да го скратите, се обидувате нешто да дигитализирате, ама тоа е затоа што гледате да си скратите време, ама тоа не е дека е на ниво на стратегија, не е на ниво на тоа чеке сега ние ќе одиме во таа насока да размислиме како која е едината на компанијата и како ќе обезбеди ова раст, туку едноставно технологијата ви е пред вас, па се адаптирате на нејзе, корисниците тоа го бараат и
во една ситуација сте сватили дека еден сектор од вашите вработени или еден вработен пронашал начин како полесно и побрзо да одговори на потребите на потрошувачите. И тоа така си тера, никому ништо, си функционира, се е супер. Значи таа е некоја втора фаза во која што имате неорганизиран обид да нешто дигитализирате. Третата фаза или третиот чекор, да речеме, стадиум во кој што може да се наоѓа една компанија е стадиумот на организирани активности насочени кон промена. И сега, значи, тука почнуваме да бараме некаков тип на организирана група на луѓе, која што, чеке сега, овој сектор вака ќе го направиме, ќе побараме ова, ќе направиме тоа, да отвориме продажба, можеби онлайн, да отвориме грижа за корисници, да ги интегрираме системите, да почнуваме да размислуваме, меѓутоа повторно во некакви силоси, повторно во некакви изолирани сценарија, меѓутоа организирано почнуваме да спроведуваме некакви активности на дигитализација и оптимизација на одредени процеси. Четвртата фаза е кога овие промени, овие оптимизации, овие трансформации всушност доаѓаат како резултат на стратегиски пристап. Значи, веќе сме, да речеме, одлучиле дека ќе фатиме нов тек, дека мора нешто да промениме, дека мора да го преиспитаме можеби нашиот бизнис модел или нашите бизнис модели и веќе да формираме некаков тип на стратегија. Стратегија која што дефинира јасни чекори што треба да се преземат за да, стигнеме до некаков прогрес, до некаква трансформација во кон комплетно, ако може такво нешто да се нарече, дигитално трансформирана компанија. И петата фаза, предпоследна, е фаза, според оваа поделба, според оваа групација, е фаза во која што всушност ние имаме тим внатре во рамките на самата компанија, надворешен, внатрешен, комбиниран, како и да, кој што ја предводи дигитална трансформација. Сега, тука сме во фаза во која што имаме луѓе кои што оперативно се задолжени за да, и одговараат пред управителите и пред собствениците до кај сме, што сме со овие процеси, меѓутоа она што е многу важно тука е всушност дека имаме фаза во која што мора да добиеме јасно и гласно препознавање и поддршка од највисоките нивоа на управување во самата компанија. Тоа значи дека покрај иницијативите, покрај формалната се добива и финансиска поддршка која што овозможува јасно да се испроведуваат зацртаните чекори кон прогресот на компанијата базирано на дефинирани претходно индикатори. Значи сега веќе имаме индикатори на успех, индикатори на, да речеме, степени на дигитализација, можеби тоа се по оддели, можеби се тоа по процеси, можеби се по задоволство на корисници, зависи како гледаме, меѓутоа самата компанија дефинира индикатори и сега веќе одиме по тој чекор. Последната фаза, ако може така да се нарече последна, затоа што е фаза која што, да речеме, не внесува во ситуацијата во која што ние може да кажеме сега имаме иновативна и агилна компанија. Компанија која што веќе размислува и управува на друг начин, која што е многу подложна на промени и многу подготвено реагира на промени на пазарот, на очекувања на луѓето, на удари, односно напади од конкуренција, на трансформирање на понудата, односно на моделот на кој што работи. Значи, пример со COVID-19, имавме многу примери, затоа што огромен дел од компаниите веќе не можеа да функционират на начинот на кој што функционирали, мора многу брзо, многу практично да изнајдат начини или како да ги пренаменат своите ресурси, луѓе и фабрики, производствени процеси, да произведуваат нешто што во тој момент се бараше или да изнајдат друг сегмент на пазарот кој што може да го опслужат. Uber е еден супер пример и локалните сервиси за достава кои што во една ситуација почнаа сите да носат храна, да носат намирници од маркети и така натаму, на начин на кој што се адаптира на потребите на пазарот. Значи, последната шеста фаза ни е фаза кога имаме така наречена агилна или иновативна компанија. Иако јас реално тоа иновативна не се обидувам толку многу да го користам, зашто е толку некако лабав термин, да секоја компанија сама на себе си го препишува, а во суштина спорадично прават нешто што е различно, што е навистина иновативно. Јас сметам за иновативна компанија онаа која што ќе нуди решенија која што се чекор пред пазарот или во најмала рака барем пола чекор пред она што го очекува потрошувачот и пазарот, за да тие бидат подготвени кога ќе дојде моментот да сега пазаров е спремен за апликација или едиси какво друго решение,
да вие веќе бидете на пазарот присутни со тоа, а не компании и организации кои што нели чекаат првин да дојде критична маса, па после тоа го нудат решението. Значи као чекај, уште нема пазар, сега има пазар, сега ние ќе го понудиме решението. Тогаш не сметам дека барем според моите параметри, некакви скромни, тоа не станува збор за иновативна компанија. Како да се сврти, постави и анализира дигитална трансформација? Секогаш на крајот се сврдува дека ние треба да го свртиме система. Значи и покрај тоа што до сега сме биле фокусирани на компаниите. Компаниите се удирале во гради дека се најбитни. Дигитална трансформација е таа која што ја врти оваа работа наопаку, која што го става корисникот на пиедестал. Иако декларативно и порано било така, сега не смееме да си дозволиме да тоа не биде така, затоа што казната може да биде прескапа. Значи, момент на customer centric пристап, оној момент на ние се правиме за корисниците, ние се грижиме за корисниците, денеска доаѓа на цена. Доаѓа на цена особено многу затоа што без разлика што да речеме ние денеска сме корисници на локални услуги од компании, локални компании или регионални компании, нашето искуство во исто време се дефинира како корисник на база на искуството што го нудат глобалните услуги. Па така ние гледаме, не знам, и користиме сервиси на Амазон, користиме сервиси на Netflix, користиме, не знам, купуваме на AliExpress или на Амазон или на куп други такви различни сајтови. И врз основа на тие искуства, користиме апликации од разноразни други сервиси од цел свет, врз основа на тие искуства ние се обидуваме да, нели, ги дефинираме очекувањата, односно нашите очекувања веќе се дефинирани врз основа на тие добри искуства, што треба да добиеме и од локалните компании. И многу често нас не ни интересира дали има оправданост, нема оправданост, колку време им треба, колку е тешко, колку не е тешко. Значи, јас не споредувам една банка со друга банка, еден телеком со друг телеком. Јас споредувам корисничко искуство, локална компанија со искуството што ми го нуди некој глобален сервис. Ако тие не се на исто ниво, тогаш без разлика што ова е локална компанија и можеби функционира во други услови, ја нема да размислувам за нези. Ќе барам некое решение на друго место. Така да, моментот на тоа дека декларативно само ќе кажеме да, корисникот ни на прво место, веќе паѓа во вода, зашто на вистина сега корисникот има шанси тоа да го казни. Во некои сегменти ќе делува овој мовет како вртање во круг, затоа што тие се основните работи, тие се основните параметри. Она што доаѓа до израз во ситуација, нели, кај што треба да се влезе длабоко, е моментот на адаптација на сите овие, нели, потреби, на сите тие процеси на конкретен пример. Примери ни светот има многу. Значи имаме примери кај што пропаднале компании, тука, нели, најфамозните Kodak и Blockbuster и така натаму, кои што не успеале да се адаптираат на новонастаната средина, не успеале да направат добра трансформација. Меѓутоа имаме и компании кои што итекако се предводници и лидери на таа дигитална трансформација. Не само големи компании. Еве, мене прв на пример на ум ми текнува Nike. Значи Nike многу рано почна да работи со апликации, да гради заедници, да продава многу повеќе од само патики. Тати, денеска парче прават со продажба на патики и опрема за трчање и се. Меѓутоа тие на страна од самиот производ патика почна да нудат многу повеќе додадени вредности, додадени услуги кои што, нели, всушност се символ на таа адаптација и дигитална трансформација кои што, како да кажам, предходеа на пазар. Денеска се веќе втемелени во самиот пазар и никој не ги дискутира како леле иновација. Не, тоа беше пред 10-15 години. Уште едно прашање, сметам дека јас барем чувствувам потреба да го одговорам, а тоа е прашањето зошто многу често, значи имате два табори, условно речено, на луѓе кои што се вклучуваат оперативно во разработка и спроведување на таа дигитална трансформација во компаниите. Дисклеймер, note, како се вика тоа? Дали е мала или голема компанија, не прави разлика. Значи, суштината е иста, трансформацијата, подготвеноста е иста. Нормално, за очекување да биде многу полесно во помали компании, меѓутоа, затоа што, нели, природата на работата е таква, затоа што процесите внатре се такви. Меѓутоа, тоа не значи дека, нели, една голема компанија не може успешно да се трансформира. Сега, се наметнува прашањето зошто многу често има два типа на луѓе кои што доаѓаат од два табори кои што се, да речеме, предводници на дигитална трансформација. Едните се маркетери, и тоа многу често луѓе кои што доаѓаат од полето на дигитален маркетинг, како јас на пример, и другите се луѓе кои што доаѓаат од, нели, со технолошка позадина, односно луѓе кои што се софтверџи и така натаму.
За едни веќе дискутиравме, јасно ни е зашто, пошто решенијата се технички решенија, па нормално мора да разбира што може, што не може, и си требаат луѓе кои што работат и го разбираат тој дел. Меѓутоа, ние како дигитални маркетери континуирано се наоѓавме во спрегата поврзани помеѓу корисникот и помеѓу бизнисите. И бевме, да речеме, челници во таа трка да први се соочуваме со предизвиците кои што ги носи таа дигитална трансформација и таа употреба на дигитални алатки. Ги согледувавме потребите и бевме приморани да притискаме кон промена внатре во компаниите за да можеме ние соодветно да одговориме назад на диджитал на луѓето. Денешниот дигитален маркетинг значително повеќе се фокусира на креирање на тоа корисничко искуство кое што ќе донесе директен ефект врз остварување на бизнис целите. Многу повеќе сме поврзани и ни е битно да се што правиме како акција, како активност, како кампања, како било што, како содржина на интернет, на дигиталните канали, некако го измериме и го донесеме до во линијата на аналитиката до директно остварување на одредена бизнис цел. И токму затоа всушност ние се најдовме многу рано во таа фаза на група на луѓе кои што во различни ситуации беа тие кои што мора да туркаат значителна промена во самите компании, мора да туркаат начин на работа, да се променува начинот на работа, начинот на комуникација внатре во компаниите и така натаму. Денеска некои од луѓето кои што на времето ние ги знаевме како експерти за социјал медија и така натаму се лидери, односно носители на важни функции, пишувачи на книги, истражувања во сферата на дигитална трансформација. И затоа да речеме, се чувствувам јас лично комотен за да дискутирам на овие теми, прво затоа што разбирам диджитал, сметам дека разбирам диджитал и технологија и така натаму, меѓутоа и затоа што со години назад, ако негде се обидам да се сетам кога првпат сме имале таков тип на предизвици каде што стварно сме морале нешто да промениме внатре во рамки на некоја компанија за клиентите за кои сме работеле, ја би свртал наназад до 2012-13 година сигурно. И од тогаш навака редовно тоа го правиме. И затоа ве охрабрувам. Значи, без разлика што терминот можеби се расфрла онака ноншалантно на маса, без разлика што можеби онака станува некаква узречица, станува некакво фалење на маса. Следниот пат, кога некаде во кафана, на состанок или на презентација, ќе го чуете овој термин, прифатете го сериозно, отворете сериозна дискусија, разговарајте со тој што го зборува и што го спомнува овој термин, во која фаза се, како се трансформираат, какви бизнис модели применуваат, што унапредиле, како работат со податоци, како собираат податоци, како ги обработуваат податоците, дали работат со внатрешни тимови, со надворешни тимови. Значи, отворете ја темата. Проверете дали само мислите дека купиле компјутери и не знам отвориле продавница или направиле и размислувале нешто многу посериозно и почнале да применуваат нешто посериозно. Мене не ми останува ништо друго освен да ве охрабрам да ги напуштиме оној површен муабет и да навлеземе малце подлабоко. Идејата на оваа сезона на Комкаст е токму тоа, да имаме оваа воведна епизода и да дел по дел почнеме да ги делкаме темите, односно да ги дискутираме со луѓе кои што се во оваа сфера. Јас ве охрабрувам и понатаму, да не следите на овој Комкаст, да кликнете лайк, subscribe, на лайк ако има лайк, пошто ако гледате на YouTube има лайк, нема дислайк. Фала многу YouTube, меѓутоа пишете коментар, можеби некое лично искуство и така натаму. Докаде сте, што сте, кој е вашето искуство за дигитална трансформација и слично. Она што ми е најбитно, за да знаеме дека ќе ве имаме редовно, односно вие ќе не имате нас редовно, да кликнете subscribe, listen, follow или кој да е копчето на YouTube, на Deezer, на Spotify, на Apple Podcast, на Google Podcast или каде да не слушате. Може да се претплатите и на komunikacija.net на нашиот newsletter, ние ќе ги пуштаме епизодите и на имейл. Откако се надевам дека кликнавте лайк, subscribe или дај Боже да споделивте оваа епизода во чет или негде јавно со своите пријатели, да се заблагодарам и јавно на партнерот со кој што ја реализираме заеднички оваа сезона посветена комплетно на дигитална трансформација, а тоа е А1 Македонија, компанијата со најдобрата мобилна мрежа на територија на Република Македонија, потврдено со мерењата на АЕК. До следната епизода, довидување.